Вести во 16:30 на 1 ТВ. Македонската јавност утрово ја потреси информацијата дека тројца македонски државјани загинаа во тешка сообраќајна несреќа кога на влезот во Лесковац се превртел македонски автобус во кој тие биле патници. Повредени се 32, од кои во болницата во Лесковац префрлени се 28, а во Ниш 4. Од Лесковац во живо ја вклучуваме колешката Весна Велкова-Тодоровска со најновите информации за сообраќајната несреќа. Весна, здраво, повели со најновите информации кои што ги имаш поврзани со оваа сообраќајна несреќа. Да, Антонија, синоќа после полноќ околу 1 часот и 40 минути овде во близина на Лесковац се случи тешка сообраќајна несреќа, како што рече загинаа 3 лица, повредени се 32 лица, пренесени се во Лесковачката болница. Овде со мене гостин во вестите на 1 ТВ е директорот на Лесковачката општа болница, доктор Небојша Димитриевич. Добро вечер, доктор. Добро вечер. Синоќа во предмалку во неврзан разговор ни кажавте дека овде сте на своето работно место после 3 часот после полноќ. Што и како, колку луѓе беа донесени од тешката сообраќајна несреќа? Да, после сообраќајна несреќа која била у 1:20 или 40, како сте рекли, 3 екипе хитне помоќи со из Лесковаца дошло после 15 минута на лицу места и 5 екипи хитне помоќи из Ниша. Нажалост, 3 особе су биле веќе на лицу места, нажалост, преминуле, а 4 пациента кои су били најтежи, со најтежим повредама, тоа со политрауме, се одмах транспортовани у Ниш, а 28 пациенти дошло код нас у служба ургентне медицине. 4 нив е одно преминено на хирургију, у интензивнoj нези, и 1 на ортопеди, а остали су били смештени у ургентном центру овде. Само накратко, значи да ги запазиме законските норми, докторот Димитриевич рече дека неколку екипи од Лесковачката болница веднаш интервенирале по несреќата откако ги добиле позивот и дека голем број на пациенти се сместени токму во неговата болница. Тако е. После тога се раѓа накнадна дијагноза, да би се утврдила, jer не сме могли све да видимо повреде. Испоставило се да поедини пациенти имаат лаки телесни повреде и njih smo odmah smestili u prizemlju u naše odeljenje gdje smo dobili, gdje su se smestili, bili su stvarno onako, izgledali jako loše, malo smo ih presvukli, dobili su doručak, bili u toplu, legli se odmore malo i dobili terapiju koju su trebali. 3 pacijenta su poslali u Niš kod neurohirurga jer ovdje to nemamo, na dalju dijagnozu, jedan se vratio i tu je, a oni koji su bili u odeljenju pre 3 sata su smešteni u hotel Apostolović. Naime, ministar zdravlja Republike Srbije, dr. Zlatibor Lončar i gradonačelnik Leskovca koji je tu, su dogovorili da svi povređeni budu smešteni u hotel i da čekaju dalje kako će se već odvesti do Makedonije ili do Beča gde su već krenuli. Došla je ekipa koja je to još jedan autobus, sami će odlučiti gde će biti. Imamo i 3 pacijenta gde je došla familija i odvezla ih je za Makedoniju. Mislim da je jedan iz Kumonova, a 2 ne znam dakle su. Накратко, доктор Димитриевич посочи дека пациентите се сместени овде во Лесковачката болница, дека биле во лоша состојба, здравствена состојба, но медицинскиот тим на Лесковачката болница се потрудил околу нив. Дел од пациентите кои се во подобра состојба, здравствена состојба, се сместени во еден од лесковачките хотели, дел пак 2 фамилии дошла и си ги земала своите полесно повредени блиски и си ги однела дома. Могу да кажем да сви пациенти кои су у нашој болници не се у животној опасности. Тој е отправник послова македонски амбасада из Beograda кој е дошол. Очекивали сме министра здравља на Република Македонија кој е nažalost u snegu negde iz Bugarske se vraćao, još uvijek ne može da dođe, ali doći će javni sekretar ili državni sekretar, kako se kaže ovde, očekujemo ga, da dogovorimo dalje aktivnosti i dalje planove. Što se nas tiče, oni će ovde imati kompletnu negu, kao što su imali do sada, kako god bude trebalo ostaće ovde, znači bez ikakvih problema.
Доктор Димитриевич посочи дека медицинскиот тим и понатаму ќе се грижи за болните повредени во сообраќајната несреќа, дека се очекуваше овде да пристигне и министерот за здравство Венко Филипче, за да може да се договори што понатаму, за да можат да се договорат следните чекори понатаму. Тако е, према томе пациенти кои су у Нишу, јутос кога сам разговарал со директором у Нишу, су били онако јако критично станју, сада су мало боле, мада е незахвално давати прогнозе, ја се ради о политрауми со повредама грудна коша, со повредама стомака, повредама кичме, така да се нjihovo стање прати перманентно и чекамо извештај дали ќе иći дале. Тоа су ипак јако тешки повреди, би давале неке прогнозе за пациенти у Нишу. Да, тројцата пациенти што се во Ниш, четворица пациенти, се извинувам, што се во Ниш, се со потешки повреди и според доктор Димитриевич е неблагодарно да се даваат понатамошни проценки за нивната состојба. Отприлike тоа смо има да кажемо. Могу да кажем свим, поготово се односи на фамилии njihove, da stvarno nema razloga za brigu što se tiče i medicinskog tretmana i smeštaja, odnosa prema pacijentima, neće imati nikakve problema. To možete da porazgovarate i sa vašim sugrađanima, da je od 3 ujutro, od kad sam ja, do sada je od 4 popodne, non stop smo nad njima, s njima razgovaramo, dogovaramo se, apsolutno nema što da brinu. Biće sve, ja se nadam, u najboljem redu s njima. Да, доктор Димитриевич рече дека неговиот персонал овде во болницата во Лесковац крајно добро се грижи за пациентите и дека ќе нема понатаму проблеми за сите оние кои треба да останат тука, тие и понатаму ќе се грижат. Ви благодарам на разговорот, докторе. Благодарам. Антонио, ова беше разговорот со доктор Димитриевич, директорот на Лесковачката болница, кој што, како што слушна македонските граѓани и нашите гледачи, дека пациентите што се сместени овде во болницата во Лесковац, каде што тој е директор, се во подобра здравствена состојба, дека персоналот се грижи, но не може истото каже и за пациентите во Ниш, бидејќи тие се во загрозувачка состојба, но надвор од животна опасност. Доколку имаш прашања, Антонија? Нема дополнителни прашања, Весна, јас ти благодарам за извештајот, му благодарам и на твојот гостин, секако и на колегата снимател Драган Котовски, за тоа што успеавте да обезбедите и соговорник за ова линковско вување. Секако нашата екипа останува на терен во Лесковац за да ги следи најновите информации поврзани со сообраќајната несреќа која што се случи таму. Ние продолжуваме на истата тема. Маж и 2 жени се загинатите патници во автобусот со струшки регистарски таблички кој рано утринава се преврте кај Лесковац, потврди и Македонското министерство за надворешни работи. Идентитетот на мажот е познат, а идентификувана е и втората жртва, двајцата на 68 годишна возраст. Се уште се работи на идентификување и на третата жртва. Министерот за здравство Венко Филипче, генералниот секретар на владата Драги Рашковски и представник на амбасадата на Република Македонија во Белград се упатија кон местото на несреќата. 68 годишен маж и жена на иста возраст, како и уште една патничка на чија што идентификација се уште се работи. Се загинатите патници во автобусот со струшки регистарски таблички кој рано утринава се преврте кај Лесковац, потврди Македонското министерство за надворешни работи. Нивниот идентитет е познат, но не го соопштува додека не заврши идентификацијата на третата загината. За сега, според неофицијални информации, загинатиот маж е од село Бучин, Крушево, со иницијали ВШ, а жената од Кочани со иницијали КК. Од Министерството за внатрешни работи на Србија потврдија дека 32 лица се повредени, но меѓу нив не се возачот и совозачот. Директорот на Општата болница во Лесковац Небојша Димитриевик рече дека 3 лица од повредените се со тешки телесни повреди и се пренесени на хирургија, а еден тешко повреден патник е пренесен на ортопедија. Radi se o 4 povređena iz Republike Makedonije. Kod svih je u pitanju politrauma. Niko od njih u ovom trenutku nije životno ugrožen. Vrlo brzo nakon prijema koji je bio jutros oko 3 časa i 30 minuta su primarno zbrinuti. Urađena je dopunska dijagnostika i svi su smešteni na
kliniku za anesteziju gde se prate u svakom trenutku i u zavisnosti od trenutnog zdravstvenog stanja predviđaju se dalje eventualne dopunske dijagnostičke metode i terapije. 28 pacijenata je doveženo u opštu bolnicu Leskovac, od toga su 4 prijema na hirurgiju, jedan je operisan, jedan pacijent je primljen na ortopediji i 23 pacijenta su kod nas u službi urgentne medicine sa lakšim telesnim povredama. Svi su pacijenti van životne opasnosti, tako da nakon tih intervencija koje su noćas urađene, očekujem da se stanje stabilizuje. Еден од повредените вели дека не се сеќава на несреќата бидејќи сите патници спиеле, а кога се разбудил, слушнал врескање и видел луѓе со крвави глави и раце. Набргу, според неговото сведочење, дошла брза помош и полиција, а потоа и пожарникари. Spavao sam, ne znam tačno kako se dogodilo, čuo sam samo da su ljudi zavrištali i u tim sekundama kad sam se razbudio, već se autobus prevrtao. Uopšte se ne sjećam, jer sam ja spavala i kad sam se u tome našla, samo sam vidjela da sam dole i ništa drugo. Kako se osjećate sada? Pa dobro sam, ali malo nabijeno. Spavali smo, ali povrede nemam. Dobro sam prošla, nikakve, čekam ove putnike druge. Според информациите од Министерството за надворешни работи, станува збор за автобус на компанијата Евротурс со регистарски таблички СУ3325АЦ. Министерот за здравство Венко Филипче, генералниот секретар на владата Драги Рашковски и представник на амбасадата на Република Македонија во Белград се упатија кон местото на несреќата. Собственикот на компанијата Евробус од Струга, за која на релација Битола Вена сообраќала автобусот кој ноќеска во 1:45 минути се преврте, вели дека возилото било технички исправно. Джитони Штрефи објасни дека се уште нема информации што точно се случило, но од разговорот со возачот бил информиран дека во критичните моменти се појавило патничко возило, поради кое се случила несреќата. Немам точни информации што точно се случило, бидејќи не знам ништо. Колку што знаете вие, толку знам и јас. Се слушнав со возачот кој ми кажа дека коловозот бил лизгав. Некој автомобил одеднаш се појавил од напред и тој изгубил контрола. Само толку ми кажа. Во контакт сме постојано со луѓето во Србија. Испративме друг автобус да ги преземе патниците. Друго не знам, изјави и Штрефи. Низ целата територија на Република Македонија сообраќајот се одвива тековно по влажни коловози. На одредени патни правци кои минуваат низ клисури и усеци, можна е појава на поситни одрони. Јавното претпријатие Македонија Пат апелира на внимателно возење и прилагодување на брзината кон условите на патот. Дежурните екипи на јавното претпријатие Македонија Пат се постојано на терен и ги одржуваат сите патни правци да бидат проводни. Министерството за правда прави нов обид да го убеди судот во Грција дека амнестијата која од председателот Иванов ја добија Горан Груевски и Никола Бошковски е незаконска. Во новото барање за екстрадиција кое го подготвуваат македонските власти, најголем дел од аргументите ќе бидат посветени на помилувањето кое Иванов по неколку месеци го повлече. Врховниот суд во Грција во мај одлучи да не ги екстрадира Груевски и Бошковски во земјава со кусо образложение дека нема да добијат фер судење и се повика на аболицијата. Невисокиот суд донесе ваква одлука, иако основниот суд во Солун претходно одлучи да ги екстрадира. Целта на амнестијата треба да биде своевидно помирување кое е доста сложено и треба да донесе коегзистенција, кое што ќе оди во насока на суштинската цел во земјата, а тоа е интеграцијата во Европската унија и НАТО. Сето ова не може да се постигне без искрени преговори меѓу големите политички партии, но треба да имаат истата цел, а не тоа да не стане реципрочна амнестија меѓу мафијаши, туку да биде за задоволување на генералниот интерес, вели францускиот амбасадор Кристијан Тимоние во неделното интервју за Радио Слободна Европа. Опозицијската ВМРО ДПМН и денеска излезе на улица на протест против, како што велат, црнилата кои Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ги наметнува.
Од партијата ги повика граѓаните кои се против оваа ненародна раситничка власт да се придружат на денешниот протест во Велес. Македонија мора и може да оди напред само доколку ова црнило, наречено СДСМ и ЗАЕВС, замина час поскоро, велат од ВМРО ДПМН и додаваат: протестираме затоа што сме против економските црнила, против сиромаштијата, зголемените даноци без парицата кои му тежат на секој еден граѓанин, против економијата која стагнира и која губи здив, велат од ВМРО ДПМН. Цели 11 години ВМРО ДПМН се посвети на криминални тендери и богатење на поединци, поради што игнорираше проблем со загадувањето и не преземе ништо. Дополнително, заради криминалните интереси, системски беше уништувано зеленилото, се потрошија милиони евра за барок, споменици и гипс, наместо да се инвестира во почиста и здрава животна средина, реагираат од СДСМ. Тоа резултираше со екстремна загаденост на воздухот, што и денес се чувствува. За разлика од таквиот неодговорен однос на опозицијата кон граѓаните и нивното здравје, денес владата, предводена од СДСМ и сите надлежни институции, преземаат серија мерки локално и на национално ниво преку кои се решава долгогодишниот проблем со аерозагадувањето, велат од Бихачка. А Либерално-демократската партија денеска го одржува 7-то изборно собрание, на кое членови на партијата ќе гласаат за председател и за генерален секретар на партијата. За функцијата председател номинирани се тројца кандидати: досегашниот лидер Горан Милевски, пратеничката Никица Корубин и Мирко Спировски, член на Централниот одбор на партијата. За генерален секретар на владеачката ЛДП кандидиран е Боби Мојсовски, член на Централниот одбор. На свечениот дел ќе се обратат представници на Алијансата на либерали и демократи од Европа, од сестринските партии и од Либералната интернационала. Во овој дел свое обраќање ќе има и актуелниот председател на ЛДП Горан Милевски. По повод ненадејната смрт на градоначалникот на Охрид Јован Стојановски, Советот на општина Охрид денеска одржа вонредна седница. Како што информираат општинските власти, седницата започнала со едноминутно молчење, а советниците донеле одлука утрешниот ден во Охрид да биде ден на жалост. Сите културни, спортски, забавни и други настани и манифестации закажани за 17 декември се откажуваат, беше соопштено на вонредната седница. Утре, со почеток во 10 часот во големата сала на општинската зграда, ќе се одржи и комеморативна седница, а посмртните останки на градоначалникот Стојановски ќе бидат изложени од 12 до 14 часот во капелата на градските гробишта. Во меѓувреме се зголемува бројот на жртви по протестите на жолтите елеци во Париз. Следуваат вестите од светот по избор на колешката Ивана Салтировска. Во сообраќај на несреќа на автопат во близина на Цирих загина еден човек и 44 се повредени, од кои тројца во критична состојба. Автобусот сообраќал од Женова кон Дизелдорф, кога одеднаш возачот изгубил контрола и удрил во зид. Меѓу повредените нема деца. Операторот на автобусот бил кооперант на Филбукс, германска компанија што нуди услуги на меѓуградски превоз. Во планинска област, близу до Порто Ноќеска, се урна хеликоптер. Се стравува дека загинале 4 лица кои се превезувале. Португалската служба за итна помош објави дека операцијата за спасување е во тек, но хеликоптерот не е пронајден. Државната телевизија и дел од весниците јавија дека во несреќата загинале двајца пилоти, медицинска сестра и лекар. Хеликоптерот исчезнал откако претходно пренел во болницата во Порто 76 годишен пациент со срцеви проблеми и се враќал во база во Бараганси, кога се урнал поради лоши временски услови. Мексиканскиот председател Обрадор најави планови за спасување на националната нафтена индустрија со зголемено производство на државната компанија за 45% пред 2025 година. Целта на компанијата Петролеос Мексиканос е да го зголеми производството до 2,4 милиони барели дневно, наспроти сегашните 1,65 милиони барели. Инвестираме таму каде што знаеме дека има нафта и каде што ќе не чини поевтино, изјави пред работниците од нафтениот сектор. Претходното најави планови за инвестиции од околу 3,65 милиарди долари во Петролеос Мексиканос. Австралиското признавање на Западен Ерусалим за израелски главен град предизвикува страв, критикуваше шефот на Арапската лига.
Признавањето на Западен Ерусалим за израелски главен град додека се игнорира признавањето на Источен Ерусалим како главен град на палестинската држава, покажува пристрасност кон Израел, изјави шефот на Арапската лига Ахмед Абдул Гейт. Тој повика Австралија да го промени ставот и да ја признае палестинската држава и низиниот главен град Ерусалим. Австралија вчера го призна Западен Ерусалим за главен град на Израел, но најави дека нема веднаш да ја префрли амбасадата од Тел Авив. Речиси 200 држави се договорија на конференцијата во Катовице за правилата за примена на клучниот глобален договор за борба против климатските промени, подпишан во 2015 година во Париз. Договорот е постигнат по 2 недели разговори и 2 години работа. Учесниците успеаа да ги надминат политичките разлики за да постигнат консензус за деталните рамки на Парискиот договор. Цел на договорот е ограничување на порастот на средната вредност на температурата во светот на многу под 2 степени Целзиусови во однос на времето пред индустрискиот развој. Пред почетокот на конференцијата многумина очекуваа дека договорот нема да биде доволно остар. Критичарите тврдат дека сепак не е доволно амбициозен за да спречи опасни последици од глобалното загревање. Во текот на денот врнежите постепено ќе се поместуваат кон исток и на повеќе места ќе поминуваат во снег, со што снежна покривка понекаде ќе се формира и на пониските места. Во вечерните часови облачноста краткотрајно ќе се намали, па токму ова ќе услови значително опаѓање на температурите. Утре наутро ќе се спуштат во интервалот од -7 до 2 степени, додека на планинските места ќе се спуштат и под -10 степени. Веќе во текот на утрешниот ден циклонот Невен ќе услови ново зголемување на облачноста и најпрви на запад ќе има врнежи кои ќе бидат претежно од снег, иако накратко на некои пониски места можно е да бидат од дожд и снег. Ова беше последната содржина во вестите. Нашата екипа останува во Лесковац. Останете со програмата на 1 ТВ, а во меѓувреме информирајте се на 1tv.mk. Пријатно!